Здраво, добре дојдовте на Дома со Леа. Моето име е Леа и јас сум мајка на едно малечко бебенце. Го направив овој канал за да ви кажам што очекував, а што не очекував дека ќе дојде со родителството. Инспирација за денешното видео е досегашниот разговор со неколку од вас мамички и идни мамички на една деликатна тема, а тоа е долна облека. Ќе почнам со најтравматичниот дел од моето искуство. Прво и основно, секоја трудница треба да се набави мидери. Мидери во множина мидери. Потребни се 2 или повеќе мидери, бидејќи кога ќе почнеш да ги носиш, се случува да ги носиш и цел ден, некогаш и цела ноќ, и ќе сакаш доволно чисто да можеш да ги переш и менуваш. Јас ова го научив на потешкиот начин, па првите прошетки со бебенцето задолжително вклучува посета на продавница за долна облека, каде што без исклучок нема соодветен модел, соодветен број, ниту соодветна цена. Дури и да не си сигурна дека ќе ти треба мидер, набави си 2 за секој случај. Доколку си во поодмината бременост и се сомневаш дека ќе можеш прецизно да го одредиш бројот, величината на мидерот кој што ќе ти биде потребен, еве ти совет. Доколку имаш качано помалку од 12 кг во текот на целата бременост, најверојатно ќе ти биде потребен мидер кој што е иста величина како величината на долна облека што си ја носела пред бременоста. Доколку имаш качано повеќе од 12 кг во третото тромесечие од бременоста, набави си барем еден број поголем мидер. Доколку не си сигурна за бројчето, кога ќе одиш во шопинг, понеси си гакички кои што ти биле точни пред да останеш бремена, или пак појди заедно со некоја другарка која што има слична величина на колкови и она ќе може да го проба мидерот наместо тебе. Поентата на мидерот е да стегне и да даде поддршка на опуштената стомачна мускулатура. Истиот се опушта од честото перење, но и неговиот притисок се намалува онака како што стомакот се собира и доаѓа се на свое место. Така што доколку се мислиш за потесен или поширок мидер, одбери го потесниот. Покрај тоа што имав само еден мидер, не бев сигурна кога е право време да почнам да го носам. Се консултирав со лекарите, сите ми рекоа да, можеш да носиш мидер, добро е мидер, ќе ти помогне. Ништо доволно прецизно, ниту уверливо. Се поредив со царски рез во летен период и ми беше страф од топлината што мидерот ја предизвикува и како таа ќе влијае на раната. Затоа мидер почнав да носам после изминувањето на 40 дена од пораѓајето. Во текот на тие 40 дена, пред да почнам да го носам мидерот, неколку пати имав потреба да излезам од дома и не само што не можев да се движам брзо, не можев ни да дишам. Чувството беше како органите што го регулираат дишењето, мускулите што го регулираат дишењето, да се имаат опуштено или изгубено во новоотворениот простор и буквално не можев да земам воздух. Како што растеше ќерка ми Зара, така и јас станував поподвижна и деновите ни беа и подолги и понапорни од вообичаено. Посебно во втората половина на денот чувствував голема замореност и болка во долниот дел на стомакот во околината на операцијата. И тогаш решив дека е време да го носам мидерот. Мидерот го местам рано наутро, по одење во тоалет, туширање или што и да е што ќе ми дозволи Зара пред да се разбуди. Мидерот го обликувам исклучиво во лежачка положба, бидејќи на тој начин сум сигурна дека се е на своја позиција пред да биде притиснато. Избегнувајте ги мидерите дизајнирани да го истакнат струкот, бидејќи тие притискаат во горниот дел на стомакот и се постига контраефект од она што ви е потребно. Не знам за вас, јас во прво време давав приоритет на физичката благосостојба пред изгледот, така што ако пропуштам нешто од поентата на мидерот, ве молам дополнете ме во коментари. Друг нов елемент во долната облека е градникот за доење. Одлуката да се набави ваков градник е сосема индивидуална и сосема е во ред да не знаете дали ќе ви треба или нема да ви треба ваков градник. Јас не набавив градник за доење, бидејќи не бев сигурна дека ќе имам потреба да носам градник цело време. Во прво време ги користев сите градници без жица и без корпи кои што ги имав, а особено оние чии што рамки се отстрануваат. Откако Зара стана доследна на својата рутина на цицање, почнав да ги носам и градниците со корпи и со жици, бидејќи не се толку неудобни, но повторно функцијата на откопчување на прерамката е клучна за успешно и лесно доење.
push-up градниците се претвараат во milk-out градници, така што нив не ги носам. Ви препорачувам да се набавите влошки за гради, кои што ги има во парфимерии и во аптеки. Тие се мали округли влошки кои што имаат леплива трака на едната страна, па можат да се прицрстат и на облеката и внатре во градникот и спречуваат несакано истакување на млеко и други слични незгоди. И покрај користењето на вакви влошки, градниците ги перам почесто, речиси после секое носење. Доколку ова видео ти беше интересно или ти беше од корист, притисни лайк, направи subscribe овде на каналот, препорачај го на некоја мамичка или идна мамичка која што ја познаваш и се гледаме повторно во понеделник.